Бадниковата вечера го најавува еден од најголемите и најрадосните христијански празници Божик. Трапезата за бадник не може да помине без постниот десерт баклава, кој долги години е еден од задолжителните јадења на листата за бадниковата вечера, на кој се става посебен акцент и за кој домаќинките велат дека е потребно многу труд, трпение и љубов. Од кога знам за себе, од моите баби, нон-стоп имаме баклави за бадник. Процесот е се реди 2 или 3 реда на кора, се става гриз, се стават јапки, крупно сецкани ореви и целата постапка оди додека не се добие една убава висина на баклава. Се полева со многу шербет на крај, со путер или маргарин, во зависност, за да биде посно треба да биде маргарин. Процесот е тешок на правење, меѓутоа е незаменлива. Уште од времето на нашите баби, традиционално приготвената или позната меѓу народот како старска или турска баклава е незаменлива, но модерното и така нареченото брзо време понекогаш ни наметнува наместо да приготвиме дома да си купиме баклава, која освен традиционалната и така наречената грчка баклава ја има и во различни видови, од турски рецепти за кои карактеристичен е фстакот. Па во денешно време мислам дека повеќе купуваат со оглед на тоа што секој е во брзање, сите сме кратки со време, меѓутоа бабите, повозрасните луѓе се трудат да направат, доколку има кој да ја јаде. Порано беше само традиционалната старска баклава или струмичка баклава. Сега во поново време имаме веќе повеќе врсти на баклави, поизмодернизирани, со повеќе вкусови, повеќе видови на јатки внатре и така. Значи застапена е на трпезите во сите домови. Долги години. Да, со години, да. Без баклава нема бадник. Бадниковата трпеза треба да зрачи со изобилство, но на едноставен начин. Целта на вечерата е да се собере семејството дома, а празничната постна трпеза треба да има погаче со паричка, граф, риба, постна сарма или пита со зелка и секако баклава без која не поминува ниту еден бадник.